Кога ќе се спомне кромит, на сите ни доаѓа на ум нашиот традиционален кромит, но неговата црвена варијанта е полна со здравје и се повеќе провоцира со својот изглед и квалитет. Сепак таа кај нас се уште го нема потребното место. Користите црвен кромит? Не. Користите црвен кромит? Не. Никогаш? Никогаш. Не, ретко. Не. За многу прашање е која е разликата помеѓу двата вида кромит и кој од двата е подобар за здравието. Црвениот си има друго дејство, белиот друго. Црвениот е многу полековит од белиот и таа е убав блак е за подпршки, за манџи, за салати, а црвениот стрикно за салата го зимат. И така е поздрав. Некои праве лекови од црвениот кромит и декорација на салата. Освен што црвениот кромит е поспецифичен, тој е и многу корисен, па за него стручните лица имаат само пофални зборови. Црвениот кромит е корисен за здравието од многу аспекти. Помага во убивањето на ќелиите на рак, го контролира дијабетесот, спречува запек, го штити срцето и го регулира нивото на холестерол во крвта. Токму поради ова, тоа е еден од најпрепорачуваните природни лекови. На денешниот пазар црвениот кромит се продаваше по цена од 40 денари за килограм, а неговото производство е раширено насекаде во нашата земја. Инаку, убавото време ги намами купувачите на пазарот, па тие најбараните производи можеа да ги купат по следниве цени. Кромит 40, компир 40, цвекло 40 денари за килограм, марула 30, зелка 50 денари за парче, домат 120, банана 70, портокал 50, јаболко 30 и лимон 60 денари за килограм.